Свето Спасовски порано бил весел човек и младоста ја поминал забавувајќи ги луѓето со своите музички инструменти, но животот подоцна откако ќе се ожени во родниот Прубиштип и ќе му подари син, ќе му докаже дека не е само музика. На 7 годишна возраст додека неговиот син Далибор возел тучаче паднал и дознаваат дека боледува од епилепсија. Од тој период, како што кажува, овој човек заминува и неговата сопруга и повеќе не го гледа својот син. Цели 30 години од тога што и сам се бори и грижи за своето дете. Само ќе рече, да беше здрав, секи беше поинаку. Веќе нема ниту другари, ниту пријатели, сите поради состојбата го избегнуваат. Тој не е способен да работи зашто многу често паѓа и се повредува. Многу ми е тешко за него и не можам да го оставам сам дома за да не му се случи нешто. Се би дал и до крајот на светот би го однал да знам дека ќе оздрави. Ова семејство живее со минимални средства од нега кои ги зема за Далибор. Одбиен е неколку пати за социјална помош. Имало и денови кога немал за леп. Условите во куќата се лоши, немаат ниту тоалет, па за таа потреба одат кај соседите. Затоа замолуваат да им помогнат сега кога им е најтешко, да можат макар малку да ја подигнат главата и да живеат полесно. Денес сме во Пробиштип, ќе го посетиме семејството на Свето Спасовски. Од 7 години самоохрано го чува својот син, кој денес е болен и не може да работи. Болен е и Свето. Без ниту еден денар приход го поминуваат целиот месец, затоа одлучија да го стават срцето на дланка. Добар ден. Добар ден. Свето, се слушнавме по телефон и се имаш поудамно пријавено во срце на дланка. Да, многу удобно, да. Веројатно имате и проблем што не се обраќате нам. Да. Што ви се случува? Се случува затоа што јас не сум добар, дете имам болно кое го чувам од 7 години болесна со епилепсија со палевица. Не можам никаде да мрдам, не можам да мрдам, не можам да работам, не можам да работам. Тој сега е возрастен? Да, 37 години. 30 години го чувате. Да, од 7 години јас го чувам сам себе. Не делуваат ли лекарствата за да му се подобри состојбата? Не, пак да би однапати. Кај не се го носел веќе во медицината, тоа е тоа. Имат ми кажа на кратко, мислам некаде во Србија, ми е рекол нешто требало операција да се прави на глава. Од кај тие пари? Ова е куќата. Ова е куќата кај што живее. Ми кажавте дека сте сами со него? Да. Но периодов ниту вие не работите. Да. Епа како преживувате? Ние си знаеме многу тешко. Повеќе. Оваа куќа е ваша? Да, ова ми е куњата. Ова ми е собата. Ето го живееме ние. И ова е синот. Ова е син. Што правите во текот на денот, Свето? Па ништо дома. Кај да одам? Не може да работам, не може да работам. Мора да бидам присутен со него. Не се знае кај него моментот може да му се стоши било надвор. Тоа ти е. Секаде се случувало паѓањето? Да, многу пати, често во Бицење се случува, надвор на улица падне, забите му се искршени, напред тоа. Секи беше поинако да беше барем тој здрав. Ау, најсреќен човек е бе воно да беше само здраво. Го молам Господ и ден и ноќе само он да ми биде жив, да ми се прави. Да беа овие слози радости, најсреќен човек е бев. Но тоа ти е. Судбина ли е, не знам. Само многу и тешко да се живее сам, татко и си да живеат. Без женски пол да немаш во куќата кој да си направи едно јадење, да замета, да чисти. А кој ја одржува куќата, кој готви? Па јас. Вие? Колку знам и колку може. Можете. А како купувате кога не заработувате од никаде? Ништо, едино само што прима социјална 4-5 што зема од социјална, тоа не. За двајците, и за него, и за лекарства, за него и за мене, и ја по доктори што одам. Со кичбата 2,5 години одам, не може да работам. Морам да идам на операција, не може да ти една операција. За кичбата. Свето живеел полесно кога бил млад и заработувал од музиката. Господ ми даде златни раци и многу таленти, но не ми даде среќа да имам здраво потомство, ќе каже тој веднаш штом го прашате како е. Иако се оженил и го добил синот Далибор, сепак на 7 годишна возраст неговата мајка го оставила, а момчето возејќи тучаче паднало на земјата и оттогаш започнува неговата борба со епилепсијата. Цели 30 години, каде не го однесов за да го излечам, но неговата состојба е се полоша. Сега и порано, Далибор седи само дома, зашто каде и да оди паѓа и се повредува. Затоа веќе нема ниту другари, ниту пријатели, а како што ќе каже и самиот тој, ниту волја за живот.
Сијам, значи, оженет 84 години. Ни даде Бог машко детеце. Далибор, кога спомнуваме почесто. И така да Сигурно бевте бев толку пресреќни. среќен, нели машко дете, прво вике па машко. Така да од неговото реаѓање, значи здраво право дете родено, 7 години, прв пат кога му се деси тука на уличката, со точка се водеше, доби напад, падна на улицата и преногиќи медицински кажува дека има епилепсија болест. Од тогаш на кај не сме го носили и по цркви, и по лекари, медицина, пчиња. Значи ништо не помага затоа што пак добива напад. Од 7 години мајка му го остави и јас сум и татко и мајка за него. Зошто го остави мајката? Отиде во Куманово се пожени тоа. Беше убав живот кога беше Југославија, да кажем. Во тоа време се бавев со музиката, свирев во кафани, много. Имаше се, ама сега многу тешко. Сега многу тешко. Тогаш заработувавте... Тогаш заработував. Да, тогаш заработував. Не можам да лажам, да кријам затоа што тоа е моја пот што сум го работил. За над Бог што ми дал. На што свирите? Хармоника свирам и синтезајзер. И имаше се многу работа. Ден и ноќ јас сум свирал. Ама сега како па ме боли, се променија многу време и нели? Колку време не работите, не свирите? Па да не претерам, сигурно на 27 години. Додека он беше мал до 8-9 години тоа време. А во меѓувреме нешто друго работевте? Не. Порано сум работил, мислам, и молерајо сум работил, тоа ми беше во рацете. Ама сега не. Сега не може. Сакам да работам, не може. Не можам, ја секој втор, треден сум ја на доктор инекција правил. А што имате? Треба да одите на операција? Треба да одам на операција за кичмата, што на 3, 4, 6 прошто и ја мозочниот сршо на мене ми е тоа стеснено. И трни ми левата рака, нозите ми се ладни, топли. Некој пати одете, уште ми трнало дова, раците ми ладни, се ми ладно, дење ноќе се ми ладно. Догина да стоја, мене ми ладно. До пред некоја година имавте и жива мајка, родители? Да, мајка ми почина во Бугарија. Пред 7 месеци, татко ми 3 години како е починат. Полесно беше кога беа тие живи. Ви помага? Да биди, ја мислам дека секој родител на своето, че да никој пат не ми помислил лошо. Додека беше татко ми жив, добре не беше. Примаше пензија, помагаше ми. Откако отидам, многу ми не да се со татко ми. Татко ми се мачил 30 и некој година рудник работил. За да научува. Тројица браќа, една сестра. Никогаш не ја попера мајката? Не. Да, некој пат е прашал, али сега, одавна не. Не се каде чуе за мене. Падна во тоалето, во вецето таму, не може со кичма да дигне. Медицината ми викат, Љубомир Фршаровски, професор на ортопедска. Свето не смеш да дигнеш потешко, вика од 2 кила. Викне го на Кески 11 ден са, отиде до тоалетното. Не можам да го донесам, не е мал, 37 години, маш. Вика на Кеска од 2 носа, да го донесам тука во кревето го става. Устата пења. Колку пати брза помош на Кеска сум викал, дојде инекција му да дојде. Го носите во болница често, во Штип? Да, и у болници има лежани, во Скопје, и во Штип има лежан. И кога ќе дојдете дома сам, ќе го оставите таму? Тоа не е скажување, тоа е многу болно. Многу тешка реченица. Пошто јас знам кога се вратам од болница, а дето ми го нема дома. Пакам од 4 зида, што да правам? Само може да кажам благодарение на Палама на Господа, што ми чува душа. Пошто ја не сум молите, јас сум 63 година роден, 61 година сум. Не е лесно. Тешко е самоките во ја, стресови, травми. Тоа е не пожелувам на брдушно. Јас што го живеам животот, не пожелувам на брдушно.
Кога човек ќе рече дека ниту на душман не му посакува ваков живот, значи дека на вистина живее тешко и е под стрес. Светот тоа постојано го повторува и кажува дека нема ниту денар приход и често гладуваат со синот. Понекогаш јадат само лепи кромит или чорба стара по неколку денови. Навечер дури не може да спие и често плача. Во моментов не е способен ниту тој да работи, зашто треба да оди на операција за кичмата и не смее да го остави Далибор сам за да не падне. А најнечовечно и срамно е што немаат ниту бања и тоалет, па за тие потреби мораат да одат во унија на соседите. Сепак, како и секој родител, така и тој ќе рече: хуманоста и убавиот збор железни врати може да отворат. Кој сака и знае лек за мојот син, нека ми помогне, зашто за негов спас би отишол и до крајот на светот. Не е тоа еден ден, еден месец, една година. Тоа се години. Тоа се години тие стресови за мене. Што се гледа и кој уште полоши, но нешто. Ја излезнам доле до Умана. Јават мистер Гор, свето оди, вика, дете паднала, вика, доле, вика, на таа улица. Брза помош. Ја додека стигнам, шо ќе бидеш у брзата помош? И јакна во ове крв целиот. Кој родител тоа ќе го, тој што среќа го издржи? Целото крв. И отидам во здравен дом, кога го видам. Само вика, Господе, ти биде со него, ти го прави. Да го видат само живо и здраво да се справи на носи. Кога некој спомне неговото име, не може да издржа. Затоа што ми е најголемата надеж во живот. Најголемото богатство е моето дете. Сум рекол и ќе го кажам, јавно себе кажам го јавно. Кромит ќе јадам и леп, само мора да ми е живо и здраво. Да го видам и се прејавно, да е живо и здраво. И не се откажувам од тоа. А како може да се подобри неговата состојба? Не знам. Не сум мокен за тоа што немам примање. А кога би имал? Крај света некаде да сум мокен со пари, ќе го однесам, ја ќе го снесам ризико, ќе подпишам, дали операција, дали било што, само да го видам живо и здраво да се прави. Тоа да исчезне него. Сега немате ни финанси, не земате социјална Не помош? земам ништо, социјално не земам, примања немам никаде, работам во Руднико, фалат ми уште 6 години за пензија. Кај тие 6 години направам баре да направам 15, за да имам на минимална пензија. Е, вие работевте во Рудникот? Да, 9 години работев, бев машинистар во Рудникот. А зошто не земате социјално? Социјално 2 пати имам поднесено и таму во социјалното што се главните викат, вака свето вика, ти живееш со мајка ти, вика, мајка ти тебе те чува, ти зимаш на мајка ти пензија и за тоа вика, одбијам се. Абе, луѓе сватат дека јас со мајка ми немам ништо. Еве сега, мајка му умре, татко му умре. Поднесовте откако се тие починати? Не сум поднесен, ја 2 пати поднесов и 2 пати сум суспендиран. По градот барам, дај вика те момам тако дете, вика чува, вика дај ми вика помогни вика со 500 вика да ми ги земја, мора да не смее без терапија да видам. Абе светот немам, тешко е. Еве ќе подим аптеките треба пари да што се земувал така. Што ми луѓе познаваат во аптеките. Свето ќе ти дадам, вика, немам проблем, вика. Кога ќе однеш, вика, донеси ги, вика, мора, вика, да ги унесем у каса парите. И сум икс пати земувал така. Ако некој преживее со 1000-1500 дена месечно, да не стане да не покажувам што јадам. Лекички на превотенџерата, леке може. 2 дена јадам. Може би не треба, еве ќе дадам 140 дена не пари имам. Кај ќе одеш ти со 140 дена не пари? Такви лоши времиња животот дојде, што може би не треба да го кажам, а кога ќе дадеме надо тоа што ќе дишиме, ќе треба да го платиме. Ако пукнеме, треба да го платиме тоа. Ја немам мирен сон, ја по целнок не спијам. Зошто не спиете? Па како да спијам, вика сега, лелеве чекај, ја ќе легнам. А што правам утре, како да седам утре? Само не знам до кај ќе стигнам со овие лекарства. Колку е корист, толку е штета. Далибор има пријатели, другари? Има другарчиња негови таму во школа, ама нели пошто одвоje со другарчињата не си редовно со нема да се дружиш и почнаа да го избегнат. Ти сега сам дома. Дали барем спаднеме вика додоле мога да се вршам. Не вика дома ќе седам вика. Страго да шетат да. Парите се потрошуваат. Ама ние треба да видиме луѓе.
Први пат треба да гледаме ние здравието, да го спасиме човекот со здравието. А парата е пролог. Моето дете да ми живо и здраво. Па мене ми најдобро, јас ќе го заработам својот леп бака да направя. Знам дека е моје, со мојот труд ќе го ја заработил мојот леп. Во овој момент може би најдобро да ви ја одобрат социјалната помош на вас, да ги поднесете документите, Не одобруват. да ви се помогне со храна, со не знам, средства финансиски. колку ме се слушате, кое време сме ние да немаме кај да се тушираме? Немате ниту купатило? Немаме ни купател. Зошто не е направено? Па не е направено. Овие рекоа дека ќе ги рушат, порано ќе ги рушат. И така стана. Овие Туалет да се... немаш. Туалета немаш. Мислам, Е па како? Каде се бањате? У тај комшиски двор, у туалет, отидеме таму, помало. И со сеќа ми не е пријатно. Никој не е дужен, некој треба да трпа да му идеш по туалет, нека друго. Започнаа, еден мајче го најдекам, да ви викам овако, свето вика, не може вика без пари, вика да ти работа, вика не. И тоа што го почна да го прават себе, што остави шолја до, не вика свето плати се, вика ќе го направи. А од каде да му не даме пари? Еден мајче ти денеска да ти работа денеска 2000 дена ќе ти земе. Од сабара до 8 сата до 5 сата 2000 дена ќе ти земе. Колку работи тоа? А кај се предмет? Шолја па болјар, па да купиш тоа, па плочки да го направи. Тоа пари се, од кај да знам сега колку тоа ќе кошта купател. Би ви се улеснил животот кога би ви се направил тоалетот? Па како не, кај хигиената ти е пола здравје. Ја не се сремо да... Кај сега да улеземе да стушираме сега? Надвор на улица. Треба да имаме една култура. Многумина додека не ги гледаме ќе ни ги пресечат крилјата, а потоа ќе ни се прават пријатели дека се на наша страна. Тоа се луѓе кои сега ги гледаме, а следниот миг исчезнуваат. Такви се многу кои сакаат да ни ги уништат нашите соништа само затоа што не успеале да ги остварат своите. Но само еден ја одредува целта и го кажува крајот. Затоа да ги затвориме очите и ушите пред такви луѓе и да веруваме во себе секогаш, и кога сме на дното, и кога сме на врвот.